во 20 часот. Добро вечер, да направиме преглед на настаните на денот. Мостот на река Брегалница кај општина Зрновци најпосле ќе започне да се гради. Освен мост, жителите на оваа општина ќе добијат и детска градинка која ќе биде лоцирана на влезот во Зрновци. По повод 2 август, утре во просториите на Дом на млади Штип од 9 до 16 часот ќе се реализира крводарителска акција. Се повикуваат сите хумани граѓани да ја покажат хуманоста на дело. Од утре во Пробиштип започнува Самар фестивал. Со различен концепт и побогата програма, во сабота во Делчево ќе се одржи меѓународниот фестивал на афоризам и карикатура Пијанец 2016. Започнуваме со политика. Со објавувањето на списокот на гласачи кои СДСМ ги прогласи за спорни, излегува на виделина сите лаги кои аболицираниот Зоран Заев и неговите сопартици со месеци ја манипулираа јавноста. Ова денес на пресконференција го истакна Даниела Рангилова, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Од името на ВМРО-ДПМНЕ таа ги повика сите граѓани чие право на глас го според СДСМ и Зоран Заев да искористат можноста да се пријават во Државната изборна комисија и подрачните единици или да искористат апликацијата која им стои на располагање, потенцирајќи дека гневот кон СДСМ кој го имаат овие 40.000 граѓани кои беа оспорени не смее да биде поголем од желбата да се задржи највисокото демократско право да се одлучува за сопствената иднина. Народот виде дека нема ниту половина милион фантоми, нити 300.000 фантоми, нити 200.000. Има само 40.000 гласачи кои се спорни за Заев и неговите сопартици. Изминативе 10 години СДСМ 10 пати поред доби црвен картон од народот за антидржавната политика што е практикува. Разликата помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ со години наназад се движи од 150.000 до 200.000 гласа. СДСМ со години ги лаже граѓаните, правдајќи ги поразите со измислици за непрочистен избирачки список, за на крај да признаат дека се сведува на 39.502 спорни гласачи, од кои најголемиот дел се етнички албанци. Единствената причина поради која што Заев одбиваше да излезе на соочување со народот е чисто од психолошка природа. Заев има страф од македонскиот народ. Овој страф е огромен, а и оправдан. И оваа манипулација на СДСМ, како и сите други досега, ќе падне во вода. Сигурни сме дека најголемиот дел од овие 40.000 граѓани, кои што ги спори СДСМ, ќе се регистрираат и ќе се види дека и оваа бројка, како и се друго што кажува аболицираниот криминалец Зоран Заев, е уште една обична лага, измислица од фабриките за афери на СДСМ. Првите огласи за вработување на 350 здравствени работници во јавните здравствени установи во Македонија ќе бидат објавени следната недела, најави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Груевски ја потенцираше и важноста на проектот за странски консултанти во домашните компании, кој во иднина не само што треба да продолжи, туку треба да се направат напори да се зајакне и да се зголеми бројот на консултанти во една година во македонските компании. Првите огласи за вработување на 350 здравствени работници во јавните здравствени установи во Македонија ќе бидат објавени следната недела и ќе течат во наредните 2 до 3 недели, најави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Главно ќе се вработуваат лекари и медицински сестри, но ќе има и други профили како лаборанти, физиотерапевти. Процедурата е веќе започната и се очекува некаде следната недела да излезат првите огласи. Имено овие вработувања ќе одат различно, секоја здравствена установа ќе се објавува оглас за себе, значи нема да одат групно, нема да одат во еден оглас 350, туку секоја болница, секоја јавна здравствена установа, онолку колку што треба да вработи луѓе, за нив ќе објави сопствен оглас и првите огласи ќе бидат објавени следната недела и ќе течат во наредните 2-3 недели.
Тоа ќе значи силно зајагнување на македонското здравство, поголема поддршка на пациентите и подобра услуга, а за многу здравствени работници ќе значи можност за вработување и решавање на нивниот проблем со невработеноста, потенцираше Груевски, осврнувајќи се и на проектот за странски консултанти во домашните компании. Имаше прва фаза во која што се донесува 50 странски консултанти. Сега е втората фаза. Во втората фаза веќе 30 странски консултанти беа, престојуваа, помогнаа, работеа. Десетина од нив ќе дојдат во наредните месец до 2, а плюс уште 15 ќе дојдат до крајот на годината, така што оваа година вкупно ќе има нови 55 странски консултанти, експерти во одредени области со поголемо искуство, луѓе кои што работеле во многу поголеми капацитети од нашите, кои што добро ги познаваат и меѓународните пазари и најсовремените технологии. Консултантите даваат консултации во различни области зависно од нивното знаење, но и од потребите на компанијата која ги ангажирала. Компаниите на оглас најавуваат каква потреба имаат и кажуваат каков консултант им треба, а владата наоѓа можности да ги донесе во Македонија и да ги стави на располагање на компаниите. Овие консултанти не прават голем трошок за нашите компании. Практично, нашите компании не плаќаат речиси ништо освен нивното сместување. Се другото не се плаќа. Второто е што овие консултанти даваат допринос за компаниите, а доказ за тоа е што самите компании во анкетата што беше направена од досегашните консултанти укажаа дека 85%, значи самата анкета што беше направена укажа дека 85% од компаниите се задоволни од доаѓањето и работата на овие консултанти, а 90% кажаа дека повторно би сакале да добијат таков консултант, затоа што го зголемиле нивното производство или пак го подобриле нивниот производ или отвориле нови работни места со различните искуства и совети кои што ги носат. Странски консултанти во домашните компании е одличен проект кој во иднина не само што треба да продолжи, туку треба да се направат напори да се зајакни да се зголеми бројот на консултанти во една година во македонските компании, потенцираше Груевски. Продолжуваме со настаните од регионот. Мостот на Брегалница кај Зрновци најпосле ќе започне да се гради. На жителите од оваа општина кои секојдневно заминуваат на работа и училиште во општина Кочани и соседните градови, конечно ќе им биде решен овој проблем. Полесно, побрзо и поевтино ќе стигнуваат до посакуваната цел. Конечно ќе започне да се гради мостот на река Брегалница кај Зрновци, кој настрада од минатогодишните поплави и беше затворен за сообраќај за тешки и лесни моторни возила. Изградбата на мостот ќе биде од големо значење за жителите од оваа општина, а со ова ќе се надминат проблемите на над 200 ученици и работници кои секојдневно патуваат во Кочани и соседните градови. Е завршена тендерската постапка, како изведувач е изберена фирмата Гранит од Скопје. И за жал, морам да кажем овде дека заврши оптималниот рок во кој што требаше да започнат со работите, тоа беше 15 јули. Меѓутоа јас се надевам дека во најскоро време ќе се започне со работите. Овде сакам да потенцирам дека рокот се помести од причина што веќе е предвидено да се постави понтонски мост на самата река, се со цел да можат граѓаните на општина Зрновци да не патуваат преку Виница како алтернатива. Средствата за реализација на мостот се обезбедени од UNDP и ИПА програмата на европските фондови. Овде се работи за инвестиција од 1.200.000 евра. Наистина тука должиме на голема благодарност и до UNDP, меѓутоа исто така и до ИПА програмата на европските фондови, која што ни додели средства како оштета од поплавите. Познато е дека овде средства беа доделени на неколку други општини, меѓутоа навистина кај нас се работи за еден многу поголем проект, многу покапитален проект кој што носи навистина една малку поголема инвестиција. Според динамичниот план, откако ќе започне изградбата на мостот, истата се очекува да заврши за една година, прецизираше градоначалникот Станков.
А освен мостот на река Брегалница во општина Зрновци ќе се гради и детска градинка, која ќе биде од особена важност за жителите на оваа општина, бидејќи ваков објект во општината нема, а најоддалечината детска градинка е 10 километри и се наоѓа во Кочани. Финансиските средства се обезбедени од ИПАР програмата на Европската унија во вкупна вредност од 230.000 евра. Градинката ќе биде лоцирана на влизот во Зрновци. Општина Зрновци и Министерството за труд и социјална политика потпиша договор за изградба на нова детска градинка во ова населено место. Градинката ќе биде од особена важност за жителите на оваа општина, бидејќи ваков објект во општината нема, а најоддалечениот е 10 километри во Кочани. Градинката во Зрновци ќе биде со капацитет до 80 деца. Ќе бидат изградени сите оние наменски простории кои што се потребни за одвивање на ваквата дејност. Се работи за сосема нов објект кој што исто така ќе биде и партерно уреден, заграден, ќе бидат поставени и реквизити за деца во самото двориште. Значи се работи за објект кој што ќе биде само со приземје, со површина од 400 квадратни метри. Така да навистина јас според она што имаме од проектна документација кој што треба да се преточи понатаму на дело, очекувам дека ќе биде ова еден модерен објект кој што ќе ги исполнува сите услови за да може успешно да се обавува дејноста. Финансиската конструкција за изградба на детската градинка е 230.000 евра, меѓутоа тука доаѓа плюс опремата која што ќе биде поставена од страна на Министерството за труд и социјална политика. Значи овде ќе кажам дека тоа е веќе поминато на влада, донесени се сите заклучоци, обврска на Министерството за труд и социјална политика е веќе ноември месец да ја набави опремата и истото да биде инсталирана во текот на месец март 2017 година. За изградбата на градинката, општина Зрновци потпиша договор со МСИ програмата при Министерството за финансии, а средствата се обезбедени од ИПАР фондовите и Светска банка. Изградбата на новата детска градинка во Зрновци се најавува за месец септември оваа година. Покрај тоа, градоначалникот Станков информираше и за добиените проекти за регулација на Зрновска река, втора фаза и асфалтирање на крак од улиците Скопска и Генерал Апостолски во вкупна вредност од 200.000 евра. Исто така средства добиени од ИПАР програмата на Европската унија. Расчистена дивата депонија во населбата Трајаново Трло во Кочани, која била проблем 11 години за жителите на ова место. Од одделението за комунални работи вела дека ќе следат соодветни казни за несовесните граѓани кои ќе се обидат да го загадат повторно овој дел од градот. Расчистена 11 годишната непријатна гледка и уште понепријатна миризба, која беше резултат на човечката елементарна култура со фрлање отпад во густо населено место. Одделението за комунални работи при општина Кочани деновиве работеше на расчистување на дивата депонија, која беше проблем за жителите во населбата Трајаново Трло. За несовесно однесување и загадување на животната средина предвидени се соодветни казнени мерки. Љубица и Зорка посебно задоволни што нивната упорност, која траела долго, конечно допрела до општината. Тука се соочуваме со овие гадути, можам да кажам, народно наше, со алергии, со сите смрдлави, со болести. Сега може да се каже дека сме задоволни, ама ако остане така, милион пати. Секојдневно и се расправаме и јас секогаш велам од луѓе не направија не луѓе. Ние почнавме со сите буквално да се расправаме со луѓето. Буквално пред вратата ти истура и секогаш и со агресии од нивна страна и многу пати на ќотек се нафрлат. Луѓе има што са... Кога реагирате вие? Да, кога ние реагираме. Задоволна сум од ова моменталната ситуација, а мојот апел до сите граѓани е да престанат со изфрлање на шут или било каков смет, да и ова населба малку добие лик на една урбана средина и место достојно за живење. Иначе, последниве 10 години, можеби, 11, се изфрлаше буквално и урбано ѓубре, комунален смет, се одложува
умрени животни и се ширеше неподнослива смрадеја. Тие велат дека посебно на лето не можеле слободно да уживаат во нивните дворови поради гнасната миризба која се ширела од депонијата. Граѓаните кои ги затековме рекоа дека најголемиот проблем е решен, но позадоволни би биле ако од ова место се направи парк, каде ќе го поминуваат времето со нивните деца и внуци. Инаку комуналниот и градежниот отпад и шутот се собираат на градската депонија на патот кон Пониква. И оваа година традиционално по втор пат во организација на Клубот на млади на Црвен крст Штип и Дом на млади Штип се организира крводарителска акција по повод 2 август. Крводарителската акција ќе се реализира утре во периодот од 9 до 16 часот во просториите на Дом на млади Штип. Се повикуваат сите хумани граѓани кои се во можност да дарат дел од драгоцената течност и да ја покажат хуманоста на дело. Крводарителската акција е во организација на Клубот на млади на Црвен крст Штип и Дом на млади Штип. Крводарителската акција ќе се спроведе во текот на утрешниот ден, петок, од 9 до 16 часот и за секој крводарител има подготвено скромен подарок и благодарница. Ги покануваме сите наши хумани сограѓани да ја покажат хуманоста на дело. Штипското јавно предпријатие ИСАР денес го подготвуваше теренот каде е лоцирано мини езерцето во коритото на река Отиња. Во акцијата повторно беа вклучени сите вработени кои дадоа свој допринос коритото побрзо да се уреди за граѓаните да имаат уште едно пријатно катче за уживање. По комплетното уредување на делот кај мини езерото, екипите на јавното предпријатие ќе го уредуваат коритото кај трговскиот центар. Вработените во јавното предпријатие ИСАР по 11 пат се вклучија во заедничка акција за уредување на коритото на река Отиња. Денес тие го подготвуваа просторот кај мини езерото, каде ќе биде поставена урбана опрема и декоративни аранжмани. Во завршна фаза се активностите за отпочнување со изградба на бунарот, со кој ќе се овозможи Отиња постојано да има вода. За многу кратко време ќе биде направено езерцето кој што ќе служи и како таложник за собирање на сето оно што ќе го донесе Отиња, а и ќе служи и за регулирање на водата, за пуштање на водата во минор коритото на река Отиња. Јавното предпријатие ИСАР за неколку дена веќе завршува тендерската постапка, ќе ископаме еден бунар, да во моментите кога нема вода река Отиња, преку бунарот ќе ја пуштиме водата да тече во речното корито на река Отиња да се задржи тој природен минимум кој што треба да го имаме како општина. Задоволство е да бидеш дел од овие акции кои предонесуваат коритото на река Отиња побрзо да се уреди за граѓаните да имаат уште едно пријатно катче за уживање, велат вработените. Денеска го уредуваме влезниот дел на ЈП ИСАР и ова ќе биде едно прекрасно место, ќе биде тука многу фино за и шетачите, за граѓаните и ќе изгледа и нашата организација поубаво и сите овие згради ќе добијат едно поубаво катче. Задоволство е да се помогне во извршувањето некои работни врски во Отиња и посебно задоволство ни е да учествуваме во оваа акција ради тоа што овој дел е фактички дворот на нашата организација. По комплетно уредување на делот кај мини езерото, екипите на јавното предпријатие ќе го уредуваат коритото кај трговски центар. Платото на градскиот пазар во Пробиштип е локацијата каде од утре ќе се забавуваат пробиштипјани и останатите гости со богатата програма на Самар фестивал. Ќе настапат повеќе македонски естрадни уметници, а активно учество ќе земаат повеќе угостителски објекти. Од утре започнува третиот поред Самар фестивал во Пробиштип. Повеќе македонски уметници ќе ги забавуваат пробиштипјани. Првата вечер на 29 со почеток околу 10 часот ќе биде Кате и Нели Тиреков, после нив следува IQ и на крај Тијана Дапчевиќ која што ќе го затвори првата вечер пред настапот на диџеите. Втората вечер на почетокот ќе бидат групата Аце и Јоце, после тоа Љубојна и на крај ќе бидат Супер Хикс, кои што ќе бидат и, се надевам, главната
атракција на втората вечер, која што понатаму ќе ги остави најмладите да се забавуваат со диџеите. Нова манифестација активно учество ќе земаат и повеќе угостителски објекти, кои ќе нудат своји специјалитети и штандови со пиво. Минатата недела веќе е завршена постапката за јавно надавање за одредување на локациите на овие штандови. Ја користам приликата да ги поканам сите граѓани и на општина Пробиштип и на целиот регион да земат активно учество и присуство на оваа манифестација, која што е пред се од карактер за дружење и на локалните жители, меѓутоа и на сите жители од нашиот регион. На првата лицитација се пријавија 7 компании кои што ги одбра подобрите локации, тие нормално се и поскапите локации. За останатите 4 локации ќе спроведеме уште една постапка. Се надевам дека ќе имаме нови угостители кои што ќе ги земат тие локации, доколку не се пријават нови угостителски објекти, дел од постоечките ќе ги земат и овие локации. Годинава целата манифестација ќе чини 300.000 денари со учество на повеќе спонзори. Платото на градскиот пазар во Пробиштип ќе биде местото каде ќе се забавуваат пробиштипјани и останатите гости со богатата програма на Самар фестивал. Во сабота во Делчево по 5-ти пат ќе се одржи меѓународниот фестивал на афоризам и карикатура Пијанец 2016. За разлика од минатите години, годинава фестивалот ќе има малку поинаков концепт и побогата програма. Организатор е општина Делчево заедно со локалниот сатиричар Миле Ѓоргиевски, а финансиски фестивалот е поддржан од Министерството за култура. По 5-ти пат, но со видоизменета и побогата програма, годинава на 30 јули в сабота ќе се одржи меѓународниот фестивал на афоризам и карикатура Пијанец 2016. Настанот ќе започне во 18 часот и 30 минути во градскиот парк во Делчево со ликовна колонија на која под водство на познати македонски карикатуристи, млади уметници од Делчево ќе творат на тема Пази човек. За прв пат годинава воведуваме и една ликовна колонија на кои ученици од Делчево ќе цртаат карикатури на зададена тема, што е и тема на фестивалот Внимавај човек. Ќе бидат под менторство на познатите карикатуристи Миро Ѓорѓиевски и Јордан Попилиев од Македонија, како и нашиот гостин од Бугарија, познатиот карикатурист Јовчо Савов. Официјалниот дел од програмата насловен Вечер на хумор и сатира започнува во 20 часот и 30 минути, на кој учество ќе земат голем број на афористичари од Србија, Бугарија и Македонија. Ќе настапат познати сатиричари од овој пат од Македонија и од соседна Србија. Некаде во исто време ќе биде промовирана и првата антологија на еротски илустрирани афоризми, Будење на петелот, кој добро е за нас, за нашата сатира, па и за овој фестивал, што ова антологија е препремена од македонски автори, а за фестивалот е посебна чест што сепак ова антологија за прв пат во светот ќе биде презентирана во рамките на фестивалот Пијанец 2016. После тоа случувањата се преместуваат во спомен домот Асном, каде што посетницата некаде околу 21:30 часот планираме да е изложбата на нашиот познат карикатурист Јордан Попилиев, кој воедно и добитник на високото признание на фестивалот, гран прито на фестивалот, односно наградата за животно дело за придонес во развојот на македонската карикатура. Јордан Попилиев во фоајето на спомен домот Асном ќе се представи со еден издржан избор од околу 100 карикатури од целокупното негово досегашно творештво, а тој на полето на македонската и светската карикатура е повеќе од 40 години. И во рамките на овие случувања што ќе бидат во спомен домот Асном, секако ќе биде промовирана и заедничката книга на Јордан Попилиев на илустрирани афоризми "Времето е најдобар судија". Организатор на фестивалот е општина Делчево со финансиска поддршка на Министерството за култура во рамки на манифестацијата Топол културен бранд 2016.
По неуспешниот обид за државен удар на 15 јули биле отпуштени над 1400 војници, соопштија турските власти. Околу 1700 офицери се официјално отстранети од вооружените сили. Поради учество во превратот од армијата се повлечени 149 генерали и адмирали, меѓу кои 87 од копнените сили, 30 од воено-воздухопловните и 32 од воено-морските сили. Владата одлучи да затвори десетици медиуми, вклучувајќи 45 весници и 16 телевизии. Илјадници луѓе беа уапсени под сомнеш дека биле поврзани со пучистите. Десетици илјади службеници се отпуштени од работа за време на чистката, извршена во државните институции. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изрази голема загриженост поради бранот апсења и суспензија во Турција по обидот за воен удар. Бан исто така е загрижен и поради информациите за злоставување на некои од уапсените и за притворските услови во кои тие се наоѓаат. Генералниот секретар на Обединетите нации нагласи дека во земјата по обидот за пуч постојат вонредни околности, но очекува Турција да ги почитува основните права и своите меѓународни обврски. Демократите во напад на Трамп на третиот ден од Конгресот, како да беше дадена наредба со сите оружја против Трамп. Председателот Обама со пофелби за демократскиот кандидат, никој не е квалификуван како Клинтон. Американскиот председател Барак Обама со полна уста пофелби за Хилари Клинтон. На партискиот конгрес на демократите во Филаделфија, Обама рече дека никој не би бил толку квалификуван како Хилари Клинтон за председателската функција во САД. Обама зборуваше за тоа како ја доживувал свежо номинираната демократска кандидатка за председател во времето кога беше министерка за надворешни работи. Дури во кризни ситуации таа ги слуша луѓето, го задржува мирот и секого го третира со почит. Не се предава ниту кога условите се екстремно тешки, рече Обама. Тој особено нагласи дека Клинтон има конкретни планови за да јурне општествените бариери и да ги подобри шансите на секој американски граѓанин. Што се однесува пак до кандидатот на републиканците Доналд Трамп, Обама подблече дека тој нема концепт за председателство. По говорот на Обама, изненадувачки на бината излезе и Хилари Клинтон, која не зборуваше. Нејзиниот говор е најавен за денеска, кога треба и формално да ја прифати номинацијата за председателски кандидат. Германската федерална полиција уапси 19 годишен алжирски бегалец кој избегал од психијатриска клиника и кој при апсењето извикувал "Ке ве кренам во воздух". Мажот е уапсен на Бременската централна автобуска станица по неколку часовната потрага која следеше по евакуацијата на трговскиот центар во Бремен, соопшти полицијата во соседна провинција Долна Саксонија, која учествуваше во потрагата. Нема докази дека алжирецот планирал некаков напад или дека е поврзан со исламистички групации покрај тоа што тој изразува симпатии кон исламска држава и кон напаѓачот од Минхенскиот мол, кога бил приведен за кражби и сослушан во полицијата минатиот викенд. Властите го евакуираа трговскиот центар во Бремен, кој се наоѓа на околу 40 километри од психијатриската клиника, откако посетителите на молот забележале сомнителен маж за кого помислиле дека е избеганиот пациент. Први и 2 август е датумот кога во село Звегор ќе се одржи традиционалниот турнир во мал фудбал Илинден 2016. Турнир кој годинава за прв пат ќе се одржи во 2 дена со едно квалификацијско коло и главен турнир кој ќе се одржи на 2 август. Ја користим оваа прилика за големиот македонски празник 2 август Илинден, Илија. Ги покануваме на турнирот во село Звегор кој ќе се одржава на 1 и 2 август. Ќе има добра забава, добра музика, добар спорт, добро дружење. За најдобрите, организаторите годинава обезбедија солидни награди. Првопласираната екипа ќе добие 18.000 денари, за второ место ќе следуваат 12.000 денари, додека онаа екипа која ќе го освои третото место ќе добие 6.000 денари. 200 евра, 300 евра и 100 евра за прво, второ и трето место. Ке има и уште некои други символични награди, како најдобар стрелец, најдобар голгетер и тие работи. Да дојдат во поголем број, масовно, спортски да го одбележиме денот, што е еден од најголемите празници во Македонија. За организаторот ова ќе биде увертира пред турнирот кој ќе се одржи наредната година, кој ќе биде 5-ти јубилеен и на кој се очекува да настапат и екипи од странство.
Ова беа сите содржини подготвени за централниот дневник на Канал Плюс телевизија во 20 часот до видување до 23.